Кога стигнав на пасошка контрола, службеникот нели нормално му ги подадов картата и пасошот и ме праша на колку време ќе останам, односно каде одам. Му одговорив дека одам кај сестра ми. На колку време му одговорив на 2 месеца и неколку дена. И се подзамисли. Веднаш потоа ми побера гарантно писмо. Му го дадов гарантното писмо, меѓутоа, гарантното писмо е копија со печат од градот. Што значи тоа? Самиот град не издава гарантни писма. Зошто? Затоа што Констанц е туристичко место и самиот град вели кој што сака да дојде во нашиот град е добре дојден. Што значи тоа? Дека јас никогаш во животот нема да можам да одам на гости кај сестра ми? Дали претходно сте биле? Дали сте имале вакви проблеми? Не, никогаш. Никогаш до сега сум немала ваков мизерен проблем, искрено морам да кажам. Толку срам за 28 години немам почувствување. Добро, и од кога службеникот на аеродромот ги погледна вашите документи? Така, веднаш после гарантното писмо ми одговори дека не е важечко, поради тоа што не е оригинално. Му ја објаснив ситуацијата, му ја објаснив приказната зошто не е оригинално. Одмавна со главата не е тоа важно и после тоа одма му ја давав потврдата од работа. Ја прочита потврдата и ме праша каде се наоѓа театар за деца и младинци. Дали јас на таков човек треба да му се објаснувам? Му одговорив каде се наоѓа театар за деца и младинци и стана, ме однесе во просторија за да ја поништи картата, направи копија од пасошот и многу културно ми испрати со лифтот долу и како на куча вака ми покажа каде да си го причекам багажот. Дали после ова што ви се случи ќе превземете нешто во врска со ова, бидејќи претпоставувам дека јасно ви е и на сите им е јасно дека се работи за случај на дискриминација. Апсолутно ќе превземам мерки, случајов ќе го пријавам во Хелсиншки комитет. Исто така ќе поднесам пријава и кај народниот правобранител. Ќе тужам искрено затоа што јас не сум единствен случај. Едноставно не сум единствен човек кој што, односно ромка која што е вратила од аеродром. Што е причината? Очигледно беше дека човекот бараше јајца во влакново јајце, се извинувам. Очигледно беше. Значи, јас како единка секако не можам да направам многу, свесна сум за тоа, нема ригорозни промени да направам. Меѓутоа, цврсто стојам на тоа дека ќе си ги барам правата кои што едноставно ми следуваат во оваа држава. Единствената причина според вас е што бевте вратена од таму дека сте ромка? Јас верувам во тоа, знам дека е така. Како може потврда од работа да не е доволна гаранција дека јас повторно ќе се вратам во државава? Од каде знаел тој човек дека за вашата национална припадност? Па, веројатно така изгледам. Само според вашиот изглед тој утврди дека не смете да напуштите Македонија. Верувам дека е така.